Јас би се странал да имам ваков татко. Како што има градова, како што има. Татко, пореди, ја скато четење, многу рачна преко татко. Татко кој на децата него и основните проекти му ги продава, мислам основните обврски како татко му ги продава како проекти е многу погрешно. Тоест градоначалникот, регуларните обврски кои треба да ги прави во општината, нас не ги продава како проекти. Тоа е странно. И јас не икам да имам таков татко. Добро е тоа што колегата Златко Милошевски го кажа околу предлозите за развој на градот. И дека ние сме немале предлози и не сме предлагале, не е точно. Предлози имаме многу добри, конструктивни и многу добри за иднината, визионерски за иднината на градот Битола. Но е многу жално што вие слепо гледате и послушници сте на градоначалникот Талевски и неговата погубна политика и немањето визија, подкрепена со уште еден двајца од општина Битола и го срамат овој град. Овој град пропаѓа ради нив двајца. Тоа го знае и вашиот премиер, бидејќи во неговата обиколка на околината почна од Охрид, замина на Оваци, ритна во Могила, појде во Ресен, сече лента, обеќа базен во Охрид, направи автопат према Ресен, дел со гревење го ја сече лентата во Ресен за хладилникот со градоначалникот на Ресен, но не дојде да го речеме дека тој е дедото на овој град, не дојде да го види син му. Тоа е многу жално. Тоа е погубна политика на која што ние сите сме заложници. Многу ни е жал. Значи, вие може имате некој интерес. Дали едно или друго, дали финансиски, дали фамилиарен, дали било каков, негде се најдовте во тој синџир на исхрана и сте задоволни. Но ние не сме задоволни. Не дека не сме во тој синџир на исхрана, бидејќи нема визија за овој град и ни е многу тешко. Овој буџет исто така не е развоен и не е добар за градот Битола. Овој буџет чисто оди да ги спаси кожите на двајца кои се во општина, али колку ќе се спасат, тоа ќе покаже времето. Дали едните или другите, некој ќе се заврши работата. Околу проектите. Ако вие лично имавте честна намера уште пред многу години и визија за како да се води градот, како прво, сега ги знаеме и бројките кои произлегуваат од проектите за кои што претходниот совет разговараше, болната точка на битолчани, тоа е јавното предпријатие за стопанисување со паркинзи, кое е многу профитабилно и доходовно за тој што го стопанисува. Но не е доходовно и не е добро испланирано за граѓаните, бидејќи стапот и штетата ја осеќаат на својот грб. Се повеќе верувам во тоа што го зборуваат граѓаните дека со канта боја и авторско право да се стопанисува со градот и цел простор во овој град, не е добро. Значи, обврските кои ги има тоа предпријатие, од тоа ништо не обалува. А математиките кажуваат со стопанисувањето на тие паркинг места 1800 или моментално 1400, 1600 и ред други добиози за кои што општина Битола има и критична пријава од тоа предпријатие за неисполнување на договорот, а наплаќање на паушалниот приход месечен од 2300 евра за заложништво да види цел град, е лошо за овој град. Многу лошо. А математиките покажуваат дека тоа предпријатие, многу интересно кој ќе му ја прави математиката на друг, али стварно е така. 23.000 евра добивка месечна чиста. Се е исплатено и 70 работени, ако ги има и 80, и поставување на рампи, и будки, и не знам шо. То се 250.000 евра годишно пари за работка само од едно предпријатие кој му дадовме на приватна фирма. А то можеше да биде општинско и вработените да се осеќаат дел од оваа општина, да имаат добра плата, за гарантирана со закон, а општината да има месечни приходи за гарантирани, кој може да ги планира. И од тука иди 1.800.000 кредит немаше не бидат потребни. Ќе имавме 1 милион инкасирано за 3 години чисти пари од тоа предпријатие и ќе можеме да ја правиме инфраструктурата. Сега, јас претходната седмица под програмите разговарав и за уште една дубиоза која ќе ни се случи, исто така, за која што треба да размислиме. И јас мислам дека финансискиот доход е многу поголем од колку јавното предпријатие за стопанисување со паркинг простор. Тоа е давањето на јавното осветлување на приватен партнер на редните 15 години под ставка 1 милион евра годишен паушал. Значи, претходниот пат, кога беа програмите, направив една паралела како ќе функционира тоа. Тоа е многу добро да се разгледа за
доходите кои ќе се сливат во општинската каса. Ако ние оформиме нешто такво и да го стопанисуваме, па за 720.000 евра чисти пари годишно вреди општина Битола да направи предпријатие и тоа да го работи. Пред тоа не смееме да замолчиме, во лоши времења идат. Пари ќе има се помалце во општинската каса, нема градба, луѓе се иселуваат, има некои вработувања минимални, покачување на тие, како што кажаа колегите, на тие приходи од ставка вработувања, но се недоволни за да се движи ова општина и да ги развива тие планови за воиднина. Значи, околу осветлувањето, со моменталната состојба имаме годишен паушал од 1 милион евра наплата од општината према фирмите, 700.000 евра према јавно осветлување и 300.000 евра за одржување. Со тендерската документација би сакал тука мислам не е таткото на градот, но помошникот на таткото на градот, господин Обончановски, беше тука и што ќе седи тука да слушни, бидејќи и тој е член во комисијата незаконски за тој тендер на јавно осветлување. Контролира внатре, имава се камчик да се победи побрзо. Зошто? За ќе брзаме, за да му дајме 720.000 евра на некој приватник. Тоа е најлесно. Или преку политиката до личните интереси. Тоа е најлесно. Проекти за лични интереси. Математиката го кажува тоа. Значи 720.000 евра, како ќе стигнеме до таа сума? 1 милион евра е годишниот паушал, кој општината го плаќа на фирми. 700.000 евра за јавно осветлување и 300.000 евра остаток за одржување. Во тендерската документација наведува, има ставка каде што со замената на сјалиците ќе треба да се направи заштеда од 60% на осветлување, по кога ќе се даде, значи, на јавен тендер. Тоа оди обратно, значи, во понатамошниот тек на стопанисувањето со осветлувањето ќе се намали давачката за јавно осветлување. Тие 700.000 евра ќе се намалат на 280. Имаме 600 и нешто 700.000 евра остаток. Значи, тој остаток ќе го стопанисува 1, 2, 3 или 5 фирми кои ќе учествуваат и ќе го земат тендерот за јавно осветлување. Сега од тука и да ги промени сите тие сјалични места, макар што не е така, гледам на општината на брзина трче красар нареди некој канделабри за да стигне до бројката 10.000 сјалични места која е дадена во тендерската документација. Значи, приватник кој ќе го земе осветлувањето да нема инвестиции во канделабри и сјалични места. Тоа уште повеќе му го зголемува добивката. Од овде пак ќе прашам, за кого се тие пари? За кај се брза? Зошто општината не размисли за ова сума на пари да го земи тоа и да го работи? Тука е визијата наша, не е ваша, бидејќи вие само тоа да помините паушално, без да помините во анализи, така направите со паркинзите и сега го гледаме тоа, значи фидбекот го гледаме сега може да се види. А за сето тоа што разговараме за воиднина се само предвидувања. Ви благодарам и размислете.